55 пратеници за ВМРО ДПМН, 27 за СДСМ, 16 за ДУИ, 11 за Европскиот сојуз за промена, 6 за Левица, 4 за ЗНАМ и 3 за Алијанса. Вака би изгледал новиот парламентарен состав, доколку резултатите од најновата анкета на ИПИС по изборни единици се пресметаат по донтовиот модел кој се користи во Македонија. Анализата што ја направи Алфа покажува дека ВМРО ДПМН убедливо води пред СДСМ во сите изборни единици, а особено во третата и четвртата изборна единица, каде би требало да освојат најмногу пратеници. Традиционално ДУИ стои добро во шестата, каде треба да земе 7 пратеници, но албанскиот опозицијски блок буквално им дише во врат, и тука каде треба да имаат 5 мандати. Пресметката не е сосема прецизна, бидејќи голем дел од анкетираните не даваат одговор за кого би гласале, но ја даваат приближната слика за тоа како би изгледал новиот собраниски состав, имајќи го во предвид процентот на статистичка грешка, како и фактот дека овие анкети се правени пред да се случи хаосот со личните документи и возачките дозволи. По изборите може да се очекува уште подлабоки разлики во резултатите помеѓу главните противници на политичката сцена. Овие резултати покажуваат дека ВМРО ДПМН ќе има двојно повеќе пратеници од СДСМ, а паѓаат во вода и математиките на дел од провладените медиуми, кои собираа и шуто и рогато, како што би рекол Зоран Заев, за да покажа дека владеачката коалиција ќе остане владеачка. Па така СДСМ заедно со сите партии од албанскиот блок, ДУИ, Алијанса и ЕСП, би имале речиси ист број на мандати колку што ВМРО ДПМН би освоиле сами, но недоволно за формирање на владеачко мнозинство. Резултатите во сите изборни единици покажуваат дека најголем број од граѓаните сметаат дека победник на следните избори ќе биде ВМРО ДПМН. Дури голем дел од поддржувачите на СДСМ не се оптимисти дека оваа партија би освоила значителен број на пратенички мандати.